5 за 50, токму така гласеше поканата на Зуица Лазова по повод нејзиниот юбилеен роден ден, но и проект кој на едно место собра 5 композиции, на кои, како што откри, работела веќе некое време. Ја слушаме една од композициите која што ќе ја видиме меѓу другото и комплетно со видеозаписот, кога станува збор за промоцијата во присуство на целото семејство, токму таа направи одлична забава и кажа мало патување низ времето додека го промовираме целиот овој проект. Посакуваме добро утро за Зуица Лазова. Добре ни дојдовте, Зуица. Добро утро, добре ве најдов. Нека ни биде убав денот на сите нас и во студиото и на сите кои што не следат во мојот. Не може да биде поубав, каратистите ги испративме на светско првенство со убава македонска музика. Така, завршуваме апсолутно. Така, и посакувам успех во оваа прилика. И убаво да си помина. Да честитаме роден ден, 50 години. Да честитаме убав юбилеј. Да си дочека секој кој што не дочекал и да продолжи понатаму со втората половина. Така. Ајде за почеток околу идејата за самиот проект, интересен, иновативен проект, например, интересна идеја која што досега кај нас за прв пат. Па одамна крчкаа песните. Сите песни кои што се снимени 5. Меѓутоа, реализацијата е направена во навистина едно рекордно кратко време, од прилика за некој месец дена. И за тоа се заслужни Гарски продукција. Уствари, во Гарски продукција се Сонја Дојчиновска Јанакиевска, која што ги напиша музиката и текстот за Реканска, за мојата хармоника и за другата песна, која што е исто авторска, Даме Комита, која што ја испеавме со Стефан Петрески, Наум Петрески и Зуица Лазова. Колку во вака цело семејство музичари да не треба хонорари да плаќаш. Така, а македонка, значи керката, сакаше да уште одамна да испееме Симпатија и тоа се случи еве сега. Така да и незината желба и мојата желба да ја имам на проектот ја направивме. Оваа песна која што оди, ќе ти купам широк фустан брезуице. Ја снимив со мојата свекрава, со мама Анастасија. Јас не милувам многу свекрава да наречам. Таа ни е мама на сите дома. И затоа и ја ветив уште за незиниот 80-ти роден ден, меѓутоа се случи на пред незиниот 81-ви, а мојот 50-ти роден ден. Споменавте, целото семејство е вклучено во проектот, среќна околност што е музикално. Баш така, буквално сите пееме на овој проект. Реканска и мојата хармоника се само мои, таму пеам само јас, а на другите 3 песни едно трио имаме, еден дует и уште еден дует. Да, шега на страна, нели ние малку се насмеавме, но во позитивна конотација. Така. Убаво и емотивно беше дочекан целиот тој момент од публиката, која што не само беше дел од промоцијата и од прославата вечерта, туку откако проектот излезе во јавноста. Баш и тоа беа коментарите. Најемотивно беше доживеана песната со свекрвата или мама, но сите коментари беа за целиот проект. Па дај Боже, велам така да не држи гласот сите на 80 години, како што ја држи мама Анастасија. Навистина, таа пее и во сите прилики, во сите, секогаш кога и се пружа прилика пее, и ова беше една можност сите да ја чујат како и да имаме еден запис од неа всушност, нели, тонски запис од тоа како таа пее во суштина. Требаше време да се убеди мама Анастасија? Не, воопшто. Таа веќе пееше на 50-тиот роден ден на својот син во проектот кој што го имавме. Како роденденска честитка имавме за Наум песна и таму пееше дел од песната. Зуица, не се откажувате. Не се откажувате од убавата музика, од квалитетната музика, од убавиот звук. Тоа некако и се врзува тесно со вашето име. И семејство. Не експериментирате, што е секако добри мајки преди што се слушаме низ годиниве. Па мислам дека немам ни потреба за тоа, нели, да сега експериментирам во некои стилови кои што се многу популарни во денешницава, нели? И носат брзи пари, може би. Да, или носат брзи пари, или не знам што, меѓутоа да паднеме на квалитет во полза на квантитет, тоа не би сакала. Мене понекогаш ме кара дека
ретко работам, еве не работам на спотови, еве сега 5 спота изработени од 4 дами. Значи тука е вклучена и мојата керка, и Деспина Јанакиевска, керката на Сонја. И таа четворка го направи сето ова. Колку време Многу сум горда работевте? на сите нив. Значи женска енергија во Баш женска енергија беше тоа. Колку време го создававте, го ден. креиравте за еден месец? За еден месец се снимени сите 5 песни и сите 5 спотови направени, и во меѓувреме додека течеше нели промоцијата, позади одеше тој времеплов од слики, на враќање на сето она што мене ми значело низ годините, и беше навистина и емотивно и убаво доживување. Така што ете да се множат така. Да се множат, да се множат. И убавите спомени и убавите песни. Проектот заврши, се промовираше, да. Убаво ја изненади публиката, која што знае некогаш да те искритикува, да, дека треба почесто да промовираш убава музика. Вистина. Нашата публика можеби е мала, нели, како нација, како држава, не сме преголеми и слично, но навистина знае да цени квалитетна музика, знае и да цени. Тоа се гледа по барањата и по реакциите кога некој пејач кој што создава квалитетна музика ќе промовира нешто. Така. Ние тогаш уште на самата промоција ги замоливме присутните, а потоа и по нели социјалните мрежи, да споделат нивниот, да го споделат нивниот фаворит од сите овие 5 песни. Еве јас сега ќе ги повикам сите кои што не следат повторно од сите тие 5 песни кои што се наоѓаат на каналот на Гарски, да си одберат една своја, да ја споделат. Популарно кажано за младите генерации да ја шернат. Да ја шернат на социјалните медиуми, или може да... И ајде сега во новој проект ќе ми дозволите нели да ги повикам и сите луѓе кои што во моментов не следат, а верувам дека ги има многу. Проектот Македонија во срцете носиме. Сакавме за тоа да прашаме. Ете така, јас да не немаме случајно време. Ние видовме фотографијата со Бојана на самата промоција, беше објавена. Беа дел од драгите ми колеги, така ми се и они како една фамилија, од проектот Македонија во срцете носиме. Ке имаме голема завршница, големо финале на цел тој проект кој што година и пол и повеќе се го теравме сите, низ градови беа концертите. Сега ќе имаме во големата сала на Филхармонија на 7 декември, патем на роденденот на Наум. На 7 декември убава завршница со голем симфониски оркестар под диригентска палка на маестро Саша Татарчевски, и ќе биде навистина убаво доживување. Ветуваме, да не кажам, еден спектакл, и сите кои што сакат да бидат присутни, да си набават карти на cpkarta.com. Зборувавме, Бојана, не беше минатата недела гостен кај Македонија наутро, зборувавме, го најавивме меѓу другото концертот и проговоривме дека за тоа дека кога зборуваме, нели, а често зборуваме изминатиот период, кој сме, кај сме, од каде сме, многу е потребно и неопходно да ги научиме децата што имаме. Токму музиката која што ќе може да се слушне е таа која што потврдува каков квалитет има државата. Музиката е навистина еден убав канал да се допре. Нема поубав, и како велат тивка вода брегони. Е баш така. Значи преку музиката да ги насочиме на тоа што треба да сакаат, да ценат, како да се градат себе си воопшто. Историјата и нашата култура е она кое што треба да ни биде основата и базата за се понатаму во животот. Гарски продукција, каналот на YouTube, каде што може да се погледнат сите 5 видео спота, да се ширнат на социјалните мрежи, да се еве ние ќе дозволиме, мојата колешка Кристина се дозволи да каже шернат, и јас ќе се дозволам да каже, така. Јас го употребив прво македонскиот да. Така ќе не разберат. Да, денес е светски ден на детето, емисијава дел ја посветивме на младите, па ајде така да завршиме сега, што не можеме да ги заобиколуваме трендовите. Така, еве кажавме отприлика се што имаме, уште една работа, затоа што јас кога дојдов наваму си броев 1, 2, 3, зашто се треба да спремам, само ќе ги поканам и нашинците во далечната Германија. На 30 ноември гостуваме со Наум таму, па нека повелат на убава забава. Ќе можат да ги слушнат овие песни? Ќе можат и овие песни, дел од овие песни да слушнат, а ќе ги слушнат
и дел од оние песни кои што ќе одат на 7 декември во Филхармонија. Благодариме многу за гостувањето во Македонија на утро. Секогаш не е убаво кога си имаме наши музичари, пејачи и кога ќе завршиме со македонска музика. И благодариме за убавата енергија што не донесовте на крајот на Македонија на утро. Завршуваме уште едно издание на утринската програма, секако со убава музика. Ви благодариме на вниманието. Повторна средба ви закажуваме утре 6:45 на првиот канал на МТВ. Пријатно Македонија, во 10 часот најновите вести на вашиот јавен сервис и не заборавајте 30 ноември одиме во каде кажавме во МКЦ Македонско сонце Дизелдорф. Во Дизелдорф беше, ете така. Па може и ние ќе заминеме. Купуваме карти. Пријатно. Благодариме. Довидување. Ti da nosiš aman devojče